Националната стратегија треба да биде еден сеопфатен документ кој што треба да даде патоказ во овие нови времења како со туризмот во Македонија. Можам да кажам дека југоисточниот регион е трет според број на туристи на ниво на држава. Што значи има солидна основа, но потенцијалите, како што и почитуваниот директор кажа, се големи. Ние сега сакаме да ги усогласиме потенцијалите со она што реално се продава. Имено, новата национална стратегија тргнува од податокот не што имаме, туку што продаваме. А за тоа да го утврдиме, денес ни требаат домаќините, оние кои што се на терен и да ја кажат нивните забелешки и нивните визии, но и нивните предизвици и проблеми со кои се соочуваат. Туристичките производи се многу комплексни производи и треба соработка при нивната реализација на многу чинители. Значи, агенцијата само го продава, ама на терен го реализираат многу чинители. И таа координација воглавно во Македонија недостасува и тука се настануваат проблемите. И третиот дел е дигитализацијата. Значи, вие денес, ако не постоите во дигиталниот простор, тогаш тешко продавате. Сите сме свесни дека ако немате онлайн плаќање, ако немате онлайн информација, вие оние класични канали на продажба веќе се повеќе замират. Но морам да потенцирам тука дека Струмица е трета во Македонија според таква видливост на производи. Веднаш после Охрид и Скопје. Што значи Струмица прави напори да излезе. Би ги критикувал Гевгелија и Дојран кои што воопшто немаат такви производи на онлайн продажба. Значи, продаваат тие, ама на класичен начин, тој замира веќе. Треба да сватиме. Нешто нудиме што продаваме. Ние сега сето тоа што го имаме треба да го спакуваме во производ. Ако вие немате производ, не може да го купите. Исто како во маркет, ако не е тој, имате материјал за производот, ама тој не е спакуван. И не е во продажба. Исто и туристичкиот производ. Ги имате тие, ама треба да се спакуваат и да се пуштат во маркет да се продаваат. Најчесто сега се тоа онлайн маркетите и тоа добро, затоа што вие го прескокнувате таа бариера дека сте мали па мора да кај големите додите. Вие сте достапни широм светот сега. Она што е многу важно, дека ние мораме сега да се насочиме кон продажбата и кон производите. Ние ќе предложиме и ќе речеме добро, ние вака мислиме, но што мислите вие? Дали е тоа бањскиот туризам, дали е тоа езерскиот туризам, дали е тоа транзитниот? Оти мора да имате приоритети. И трета работа, кој ќе е носителот на развојот? Има 7 или 8 општини во овој регион, меѓутоа 2, најмногу до 3 треба да го носат. И таму, после другите ќе ги локомотивите се тие, ќе го и влечат. Но мора да бидеме свесни дека не може сите општини да имат еднаков удел во туризмот. Тоа не е нормално, така? Треба да видиме кои се половите на развој, кај да се таа стратегија кај тие, во зависност од кои точки ги одбираме, поврзани со видови на туризам, ќе дадеме приоритети, а тие ќе бидат преточени во активности, мерки и активности. А тоа ќе е преточено во програми на Министерство за култура и туризам да мора да ги финансира. Јас сметам дека тој така наречен споменички, односно манастирски туризам за Струмица е клучен. За Дојран тоа е езерскиот туризам. И таму има, не дека нема цркви и манастири, ама езерскиот дел. Во Гевгелија трет вид е транзитниот туризам, затоа што тоа и бројките го кажуваат. Дојран има над просекот од ноќевања, а целиот регион има под просекот од ноќевање, што значи транзит вртат. Ама доволно и во транзит од 1 до 2 ноќевања тие што шишаат низ Македонија, да му речеме, застанете овде има нешто.